Лицата со попреченост по смртта на нивните родители нема повеќе да завршуваат во институции несоодветни за нив, туку ќе бидат згрижани во мали групни домови и згрижувачки семејства, најави Министерството за труд и социјална политика. Министерката Царовска најави дека ќе се креираат услови по смртта на родителите, децата со слична попреченост да се сместуваат во специјализирани установи, каде со нив ќе работат негователи, дефектолози и психолози. Вие сте свесни дека во моментов по починување на родителите, ако не се грижи некој од браќа, сестри, децата завршуваат или во Демиркапија, Бања Банско, зависно од попреченоста. Тие не се институции кои што треба да опстојуваат во 21 век, тоа се институции на 19 век и ние ќе се трудиме да во догледен период истите тие ги трансформираме во мали групни домови. По трансформација на тие институции, отварање на мали групни домови и згрижувачките семејства да се актуализираат како форми алтернативни на заштита. Министерката Царовска најави дека набрзо за прв пат лицата со попреченост во Македонија ќе добијат персонална асистенција. Исто така, родителите кои имаат деца со попреченост ќе имаат право на скратено работно време и по 26-та година на нивното дете. Измени ќе има и во остварување на правото на туѓа нега за мобилност и глувост. И сега на неа ќе имаат право сите граѓани, без разлика на нивните приходи. Најавените законски измени ги поздравија дел од родителите на децата со попреченост. Ние ќе се залагаме со сето срце да се подобри состојбата на оваа категорија на граѓани, но тоа треба да го правиме заедно со институциите. Јасно ми е дека заеднички седнување на маса и разговарање за проблемите ќе допринесе за подобра иднина на оваа категорија на граѓани. Предложените законски измени од Министерството за труд и социјална политика велат дека се донесени во координација со оние кои се најзасегнати, а земени се во предвид и барањата на иницијативата 5 до 12, односно родителите на децата кои подолго време, по 3 дена во месецот протестираат пред собранието и бараат поголеми права за своите деца.